Највене назад, ние за време на рекламите малку направивме муабети околу новогодишните празници, новогодишно расположение кое што ќе се околу китење кое што ќе се согласите ни треба на сите. Се надам дека оваа година навистина ќе почествуваме не само во Скопје, туку и во другите градови, па муабет малку и за Битола, колку убав град е. Многу е убав. Не дека јас сум од Битола, меѓутоа многу убав град, поготово широк сокак. Да. Кој сакаш да сретнеш, слободно излези на широк сокак, ќе го видиш, да. Не треба на социјални мрежи да се договараме. Јас знаеш како го викам широк сокак, модна писта. Па добро. Да. Ама и така е. Битолчанки се секогаш скоцкани, секогаш дотерани. Од ова страна луѓе и само си врвиш и ако сакаш да те видат, слободно помини, секој ќе те види. Да, навистина е така, од секогаш во Битола имало најградскиот град. Да, дотерани луѓе. Најселенички град. Па да, за жал. И затоа кога ќе дојди летото е најполн, мислам, со иселеници. Убаво што го споменавме градот, еден од најубавите градови кај нас. Дали може да направиме една, односно да изиграме една игра, ја велиме ние, всушност неколку прашања. Вие памтите, и минатиот пат сигурно имавте. Ајде да видиме кое прашање ќе подадете таму. Да, па почекајте ве да одберат и Анита и ова остана. Тоа што остана. Така да сега може да ги видите прашањата. Секако на глас ќе ги прочитате па ќе одговорите. Кој сака? Ајде, господине Лукровски, почнете. Вие, кое прашање ви се падна? Најтешкото. Ама не знаете другите какви се, може да се потешки. Може потешки се. Која е најтешката одлука што сте донеле во животот? Не знам, случајно вас ви се падна прашањето. Моето е лесно. Па најтешката. Сега, искрено, сум бил пред многу предизвици, семејни, професионални. Еве во моментов што би можеле да издвоите. Прва, може највагана ми била оваа моја последна одлука, да речеме, околу моето кандидирање и влегување во еден нов свет, еден свет кој донекни бил малку понастрана од мене, нели 30 години во приватен сектор. Често се знаат да ми кажат луѓето, абе што ти требаше ова и така натаму, значи од еден живот комотен, компанија работев во една од нашите најголеми компании, така да можеби оваа одлука би рекол беше така најдолго абсолвирана и на крај сепак решив да предизвикувачка. Да влезам во една приказна со цел да направам нешто за пред се за моето окружување, за моето мало, за мојата општина. Локалната самоуправа не ја гледам, неколку пати истакнам како некоја висока политика, мада веќе во вие неколку изминати денови ме гледам дека и од некоја страна и не е баш така, меѓутоа сепак е едно поле каде што може да се остави во одреден период печат на своето живење и постоење, еден позитивен печат, а со оглед на моите годишна возраст и искуството, можеби прав момент. Супер. Со оглед на тоа дека, како што кажавте, доаѓате од приватниот сектор и сте биле на менаџерска позиција, а она што често се кажува дека за да се биде градоначелник и треба да се биде менаџер, за да се менаџира сето тоа, така што можеби и баш на право место се наоѓате. Ќе видиме, времето ќе покаже. Па да, и ова е една врста на менеджмент, не една врста, него секако е менаџирање. Секоја врста на менаџирање. Средствата, човечките ресурси, предпријатијата, со што располага општината се во функција на граѓаните. Супер. Ви благодарам на одговорот. Анита рече лесно прашање. Лесно, да. Бидејќи ова е од моето секојдневие. Добро. Што правите кога некој или нешто многу ќе ве изнервира? Си пееш, 100%. Не. Порано многу се нервирав со многу нешта, меѓутоа сега гледам се што ми представува проблем, се што ме нервира и ми прави негативна енергија, елиминирам.
Паметно. И единствено што може да ме изнервира косата кога не можам да Тоа се веќе женски проблеми, тоа се големи проблеми. Тоа е голем проблем. Знам. Да. Шминката не ми е проблем, меѓутоа косата, поготово кога сум во друг град, или водата нема да ми се погоди, или шампонот нема да ми се погоди. Единствено тоа ме нервира, иначе друго ништо не може да ме изнервира. Браво. Така да не се замарете да ме нервирате. Одлично што Нема да ви успее. Што си успеала да дојдеш до тој стадиум, супер, одлично. Така и да остане. добро, Косата нека ти знаеш биде како најголема нервоза. Самата работа те прави многу посилен и поотпорен на тие работи. Дали е во работата или приватно, било како, дали се тоа коментари или веќе тоа не го ни читам. Така да можам само да кажам, џабе се пишува негативно, не може ништо да допри до мене. Супер. Така да само ова ме нервира, ништо друго. Така. И сега знам кое прашање. Кај мене, која е најголемата лага што сте ја прочитале за вас? Ајде да слушаме. Вака за мене е ова многу комплицирано прашање, бидејќи јас не користам никакви социјални медиуми, значи немам Facebook, немам Twitter, немам ништо немам, значи јас. Па добро, чаршиски муабети тогаш, ајде. Ништо, значи воопшто ништо не знам што се случува и што се коментарите, така да не сакам ни да знам, не се ни замарам со тие работи. Единствено кога сум се почувствувал лошо, сум ги слушнал на телевизија кога се случуваше изборот, нели, за именувањата, кога тука е умешана политиката, јас знам дека политиката е прљава работа и кажува работи кои што мене стварно ме допре, дури реагира. А нито да не треба да пиеш песна? Не. Кажувајте. Не, стварно знаете кога не сте соочени со таков вид на коментари, едноставно си викате чекате сега што се случува и тогаш го изгасив телевизорот и не ќе да гледам ништо ни на телевизија што се случува, бидејќи стварно некои работи лично беа кажани што не се вистини. Така е, воопшто немаше никаква допирна точка со мене, но после си реков, ајде, тоа е политика, нели, ќе го оставам тоа на политичарите, нека си решаваат. Јас едноставно да исклучив и телевизија во тие денови, прво не сакав ни децата да го слушаат тоа, не сакав ни јас да го слушам. Така да влијае негативно во секој случај. Да, и стварно не користам никаков социјален медиум, нити мирна глава. Нити ништо, така да стварно не знам ни какви се коментарите после настапи ни. Така да коментари ќе има секогаш секакви, најубаво е секој да си работи работата како што треба. Искрено пристапувам точно кон работата што ја работам, немам никакви задни намери, така да сметам дека тоа е правиот правец и едноставно ако правите се во она што верувате, верувам дека не треба да замараат страничните муабети, коментари, удари кои што нели не се тоа се личното задоволство од себе. И личното задоволство од себе, така. Јас знам кога треба да бидам задоволен од себе, знам кога малку потфрлам. Така да дополнително може да сте и во право, не ни требаат оние сите дофрлување, коментари и така. Пошто ви го заматуваат просторот, знаете, прават како се вика, да не видите целта, да не гледате од тоа што ќе ве и да носите одлуки и да работите под нечи притисок. Така и тоа исто многу лошо, да. Така. Затоа интернетот не е за секого и треба да се ограничи, не треба секој да има можност да пишува секакви коментари, колку што е добар, толку и лош. Тој простор, така што убаво, на прав пат, како што кажа Душан, така и нека остане, ако секој си работи својата работа како што треба, нема да има никакви проблеми. Сега може да одиме со фотографиите, тој е дел од емисијата. Може ли со вашите, господин Лукровски, да почнеме? Ајде со вашите фотографии да ги искоментираме. Да видиме. Јас во претходната пред 5-6 месеци кога бев или колку и да беше, имав еден сет на фотографии кои генерално беа од моето детство, од моите родители, малку исклучиво и пат сега веќе од формирањето на семејството, ова една фотографија од чинам 3, можеби 4 години најмногу во Дубровник. После пандемијата некако си зададов за задача на децата да им го покажам Јадранскиот брег. Имате 3 деца инаку? 3 деца, да, имам 2 керки, 24, 21 година и синот 15 години. Така. Тие се студентки, најголемата е при крај уште некој испит на фармацевскиот факултет, средната е 3-та година психологија, синот е 1-ва година во средно училиште. Браво. И ова фотографија е една од тие наши, ајде да кажам, летувања на Јадранот, 3 години поред, почнавме од Догле, па ова е негде него во Дубровник, така да една нова традиција отпочнавме по пандемијата, иначе години летувавме во Грција, нели?
Во меѓувреме дојде и забраната за мене за Грција, па сега и да сакаме не можеме. Ќе си одите на наше море, вие Јадранско море. Ова е најтазе, да кажеме така, народски фотографија од пред нема ни еден месец, 25 години од бракот со сопругата, 22 октомври, фала ви да се изчекате сите кои не сте. И коинцидира и со раѓањето на нашиот син, значи на истиот ден му е роден ден, ова е малце поголемо. Браво, што моето малце поголемо семејство, тоа е мојот брат со неговите две дечиња, моите внучиња, имаме внучиња од другата страна, од која е сопругата, Илина и Михил, еви нив да ги поздравам. Не ми текна да доставам некоја фотографија, ова е од истата прослава. Од истиот настан од прославата со најблиските, да. 25 години семејство, така го нарековме. Ова фотографија која што расплака многу луѓе вчера. Ако ви кажам дека јас не се срамам да покажам емоции и да зборувам за нив, ме расплака и мене. Една приказна, за момент се вратив во станот на баба Слава, се осетив како кога бев дете со сите оние гоблени. 100 години наполни. Со една убава атмосфера околу незе, незините најблиски, синот, ќерка и така натаму. Значи, баба Слава и со своите 100 години се уште е во функција на семејството. Браво, да е жива и здрава, прекрасно. Браво. И си поминав еден час многу пријатен, многу убаво и ми е многу драго. Значи, вие познавате од вашето детство, или? Не, добив информација од граѓани дека имаме жителка во Карпаш, што ги сконтактиравме со синот и се договоривме и... Супер. Така. Одлично. Ова сме со синот на споменикот на Јане Сандански. Пред 6-7 години бев дел од прославата на одбележувањето на Јане Сандански во Бугарија. Ова е можеби токму средбата каде што беше и господјата Анета, гостинка, оние средби што ги правиме еднаш годишно. Да, егејските средби. Да, здруженијата на сопругата и децата, така? Егејците, најголема поддршка моја е семејството и сметам дека сите, секој брод оние бури што ќе ги помине е добро кога има мирно пристаниште, јас имам такво и особено ми значи. Супер. Ова е еден поширок состав на политичари, свештеници, председателот на МАНУ, мои блиски пријатели, луѓе кои се задолжени, ајде да речеме, и во организацијата и во помошта на тие средби. Ова е една убава со добар дел од овдека од луѓето, како и со премиерот, нели излезе тој во кампањата, сме биле другари, не знам како и не знам што. Ние не криеме, добро е. Тоа говори за луѓето, кога имаш човек со кого си 30 години другар, јас ги имам 10, ние сме едно. Добро, ама вие сте од едно исто друштво многу од светот. во ВМРО училиште. Од моето полнолетство и од формирањето. Од формирањето. Тоа сега да кажам, нормално дека се познавате со сите, со некои да бидете и пријатели. Така е. Ова е внатрешноста на црквата во селото од кое потекнувам, останати се само овие зидини од селото. Еднаш годишно одиме, јас одев до пред 2 години, сега веќе не можам, меѓутоа ми е многу драго што продолжи традицијата и без мене се оди во изминатите 2 години. Сега во октомври беа групата, ова напред се моите две од моите деца и ова е нашиот, го викаме, нашиот зид на плачот. Тука внатре испишуваме по некоја порака, си имаме направено едно параклишче, така приправено, си носиме по некоја икона, секоја година палиме по некоја свекичка, надвор се пар гробови за кои знаеме чии се, имам таму на мојот дедо брат закопан, на чисто мој дедо. Така, ова е од една посета на Вомбел, во предниот таму дел се моите деца. Така, добро. Одиме со следната. Ево се моите 3 дами, пошто неколку фотографии гледам со синот, викам. Да, не се налута нормално. Кои наликуваат една на друга, не знаеш која на кого повеќе личи. Како сестри. Како сестри, баш така. Така е, навистина. Ова сме јас и синот, години немам промашено светско, европско првенство, секоја година поддршка на ракометната репрезентација. Браво. Нашиот генерален директор беше 12 години и председател на федерацијата. Вложивме многу во спортот, редот, работата и дисциплината, таму го пренесовме и во федерацијата. Огромни резултати, успеси, континуитет на учество на светски и на европски првенства.
Во неколку наврати беше и семејството, тоа се кога ги чекавме, кај триумфална, да, браво. Таа првата е со синот, вајде по некој пораз, ова е веќе предпоставам. Да, таму така малку, не толку насмејани, но Македонија се сака и кога губи, така е. Ова е една убава фотографија за расположението од нашата последна веселба семејна од 25 години семејството. Супер. Ова е една фотографија од мојот на почетокот на вработувањето во Алкалуит и можеби првиот хуманитарен пикник, мислам дека беше ова кој премина во традиција, па во пандемијата прескокнавме некоја година, меѓутоа пак се одржа оваа година. Се прави хуманитарен пикник и средствата се донираат на некои од клиниките. Така, супер, ви благодарам за фотографиите. Нема на што. Сега ќе продолжиме со фотографиите од Анета. Ќе ги погледнеме прво тие што ги имам измонтирано, на крај ќе ја покажеме таа што имам сега на Вибер од Сидо. Да. Ајде да ги погледнеме. Јас одбрав неколку, гледав да бидат со различна фризура, затоа што навистина менуваш, менуваш и тоа е одлично. Мислам дека за еден работата ми трпи такви промени и мислам дека и секоја жена сака промени и на коса и на облека и на се. Ова е една фотографија од едно мој интервју тука во Скопје. Пролет, веројатно. По гардеробата и времето. Да, по гардеробата. Ова е една приватна прослава, насмеана, среќна со моите колеги од Дакапо. Така. Свадбата беше на отворено и се сеќавам убаво на оваа свадба, бидејќи беше преубава. А ова е во Кавала, кога го снимавме спотот за 100 по Рихтер. И ова е едно преубаво место, не дека сум егејка, меѓутоа, еве, има убави места. Да, кога ќе одам во Грција, секогаш ми е убаво. Еве и тука. И ова е приватна прослава. Со сосема поразлична коса, тука и шишки, така. Ова е од фотосесија. Ова е професионална слика. Така. Нема нешто што поопширно да се кажува. За ова мора да се кажи, да. Ова е пред убавиот Колосеум, кога го снимавме спотот за жена. Еве поздрав до Дејан Арт Студио, кој се погрижи за целокупниот спот да биде како што треба, иако со мои сугестии, еве да кажам, да му се извинам јавно, бидејќи бев многу напорна и упорна. Кажував јас какви сцени да има, да биде убаво. Имав некоја замисла во главата, кога ја слушнав за прв пат песната Готов производ, имав некоја замисла во главата, какви сцени да има и така да му кажував. Беше малку напнато од моја страна, меѓутоа еве да му се извинам и да му се заблагодарам за да му се заблагодарам за трпението, бидејќи да се работи со мене е многу тешко. Перфекционист бидејќи си. Ова е мојот поздрав до Дејан, тој е наш поранешен колега тука во Канал 5, така што поздрав. Па и ден денес ми е запишан во телефонот Дејан Канал 5. Еднаш Канал 5, секогаш Канал 5. Да, секогаш Канал 5. Ова е мојот стар нов бенд. Што правите тука во... Ова е минатиот викенд. Ова во некоја игротека, не знам. Не, игротека, свиравме една свадба, така, помала. Така. Се шегувам заради тесниот круг на пријатели на роднини, меѓутоа немавме кај да го ставиме онај билборд наш со Анета бенд. И имаше еден дел каде што имаше игротека, моравме тука да го ставиме и ова беше идеја на Стив. Ајде да се сликаме тука сега на овие играчките и да бидеме среќни како деца. Баш така. И така испадна ова фотографија, една убава, позитивна. Ова е мојата ќерка. Така. Ова е пред да замине за Германија. Си дозволив да ставам една фотографија со неа, можеби требаше да те прашам, ама мислам дека нема такви предрасуди, нема проблеми. Возрастна е. Да, секако таа е Германија и не ја гледа емисијата. Ќе пратиме линк од YouTube. Да. Да, и оваа фотографија каде што имаш сосема различна. Ова е првата моја промена кога од долга коса скратив. Колеги, вратете малку фотографијата. Е така. Многу си убава на двете. Да, кога ја скратив косата од долга, драстична промена направив и ја осветлив и ја скратив така да
Многу убава промена ми дојде ова. Преубава. И оваа фотографија која што пред емисија се договоривме дека ќе ја покажеме, а Нета колку години имаш тука, ова е на Сидо, така? 9,5 на Сидо, да. Тука имам 9,5 години. Бев едно среќно, весело дете, бидејќи имав такво детство. Уште од тогаш знаев дека ќе бидам тоа што сум денес, дека ќе пеам и дека ќе ја веселам публиката. Толку бев жива и темпераментна на сцена. Се знае уште тогаш. И самата си ја направив и кореографијата. Браво. Мислам дека таа година, 93-та, Сидо беше не дека јас бев, бев и другите години во хорот. Така. Меѓутоа таа година кога пеев соло на Сидо 93-та, мислам дека беше најубавата сцена и најмногу хитови. Некако поинаква беше енергијата на бината едноставно на сцената. Така. Одлично, во секој случај таму се твоите почетоци, некако се трасирал патот кон музиката и се гледа дека со едно задоволство се потсетуваш на тие моменти. Точно. Тоа беше многу одамна и Роберт баш се зачуди кога направи 30 години од кариера, па кога почнуваш од мали нозе да ја работиш некоја работа и времето лета, така да сме здрави и живи уште многу години Секако. Ќе ја работам ова работа. Се надам дека добри фотографии сум одбрала. Одлично, ти благодарам. Така. Сега ќе ги погледнеме фотографиите од Душан, кој што ни испрати и нешто приватно, но и нешто професионално, па на тој начин кога ќе погледнеме тие фотографии, ќе се надоврземе и на она што ќе се одбележува утре, ако не се лажам, ќе биде поврзано со денот на детето, меѓународниот ден на детето 20 ноември. Ајде да ги погледнеме. Добро, ова се неки работна посета. Работи среди во Страсбург, така парламентот на ЕУ и Советот на Европска унија, така да ние често одиме како комисија таму, бидејќи соработуваме со тие тела. И ова е една од посетите таму. Супер. Да видиме следната фотографија што ни раскажува. Тоа е истото место, мислам дека ова е само по чиста малку фотографија која што успеав да најдам, но ова е мојот син, кој што поголемиот, во средината, кој што тренира кикбокс од неговата 9-та година, значи често оди на меѓународни надпревари. Да, сега се спрема за Атина во јануари и во Србија, има идена во Хрватска. Лево од него е еден од моите најдобри пријатели, се вика Игор, го викаме Мачор. Поздрав до него. Поздрав до него. Тој исто за мене еден хуман лик кој што работи помоши нега во домот и мислам дека е еден од подобрите на територија на град Скопје. Заедно се годиме и во теретана и вежбаме малку да физичка активност секогаш добре дојдена. Да, десно е мојот кумашин Маријан, кој што е брат на Горан Зевзакманија, вашиот колега. Да, така беше точно. Супер. Значи, вашиот син, кикбокс, се надеваме дека ќе ни дојде, ете можеби некогаш тука во студио да се договориме зошто да не. Така, ова е малиот син, тој игра фудбал од својата 7 година, исто така сега има веќе 5-6 години. Активен тренинг, ова е од турнир во Бугарија, каде што освоја второ место. Така да... Браво, значи двајцата спортуваат многу, тоа баш ме радува. Ова е од кампањата која што беше промовирана вчера, Кико и многуте јас, односно заштита од сексуално насилство и вознемирување. Ова е една читанка која што е за деца до 7 годишна возраст, која што има содржини каде што можат родителите да читаат на своите деца во овие години. Баш е направена како Кико е детенцето, а има една рака која што е лоша и која што објаснува кој што не сме да ви направи во разни состојби и во градинките и понатаму и во училиштето. Добро, да видиме следната. Ова е кампањата исто која што зборевме на почетокот, значи која што е однесува на сексуалната злоупотреба и што значи тоа. Овој приречник е наменет за 12 плюс деца. Во него објаснето што значи сексуалната злоупотреба, кои се манифестациите, каде може да се случи и каде може да пријавите на крајот. И тие органи соодветно што треба да постапат. Значи наменета е пред се за децата 12 плюс, но може да биде наменет и за родителите. Така, и за стручните служби во основните училишта и оваа кампања ќе се продолжи, како што реков. Ова се постерите од вчера во Europe House, кои што ќе бидат исто така дистрибуирани до сите училишта, каде што би требало бидат истакнати на видливи места за да можат сите да ги прочитаат. И се надевам дека кампањата
многу нешта ќе потикне, нели ќе подигне свеста во однос пред се на препознавањето и пријавувањето. Ова е тоа е мојата сопруга, ова е кумашинот и кумашинката. Со нив и најчесто патуваме, ги бараме сите ефтини летови кои што нели ги има преку Визер и кога имаме можности, ова е Лион, ова е последното во Лион која искочи лето, да, и со нив летуваме, мислам ја цел живот. Нашите деца пораснаа заедно, керката на Маријан со мојот голем син се 10 дена разлика. И дури заедно пораснаа, ние најдовме едно многу интимно место во Хрватска, идеме веќе 9 години, се во истата куќа, се во истото место, се вика Оревич. Значи како дома. Да, гледа во Корчула, идеме кај истата жена, мислам дека сме веќе таму како семејство. Оваа година бевме дури 24 на одмор, значи 24. Да, не прашува дали има некој што стана во Македонија, бидејќи не и жената нас не газарицата на куќата, стварно сме веќе многу зближени, да, дури дампинг цена, сега не би сакал да кажувам, ама стварно е многу пристапно и идеална е природата и местото, така да. Супер, да. Хрватска е секогаш добар избор. Имаме ли? Аха, еве, од тедниот. Да, малиот на утакмица, значи играме редовно лига на младинска лига на терените на фудбалската федерација. Има голема желба да игра во Реал Мадрид и навиваче на Реал Мадрид. Не знам дали ќе му се оствари сонот, но секако следната година е планот да отидеме да го види Сантиаго Бернабе. Така да се надевам, ние му даваме потик да успее. Поддршката од родителите е многу важна, што и да одлучат нели децата да прават, да се занимаваат понатаму, поддршката е клучна. Значи само сакав уште ова да го споменеме за кампањата со УНИЦЕФ, ФФМ и Министерството за спорт. Да, тоа го испуштив. Да, поврзано со утрешниот ден, ако добро разбрав, меѓународниот ден на детето. Значи утре со почеток во 11 часот во Europe House ќе биде нели промоција на почетокот на кампањата. Таа е договорена кампања со Фудбалската федерација на Македонија, со Министерството за спорт, со поддршка на УНИЦЕФ канцеларијата во Скопје. Ке има кампањата е со наслов Еден тим за сите, значи се промовира дека сите деца и младинци треба да учествуваат во фудбалот и во спортските активности без разлика на нивниот пол, дали се попречени или не се, така да има видеа кои што се продуцирани од страна на УЕФА, ги има Фудбалската федерација, истите се со македонски титул, значи се адаптирани на нашиот контекст. Исто така имаме поддршка од Бирото и од Министерство за образование и наука, каде што овие материјали ќе се дистрибуираат во училиштата и каде што за нив ќе се зборува во сите младински клубови во однос на дискриминацијата и она што не треба да се случува. Фудбалската федерација ќе направи и банери и платна кои што ќе бидат поставени на терените на Фудбалската федерација во Лисиче и ќе понатаму ќе имаме кампањи кои што ќе пристапат до клубовите, ќе има луѓе кои што ќе ги објаснуваат видеата, мислам дека ќе биде супер. Утре настанот ќе биде со 35 млади фудбалери и фудбалерки со нивните тренери, ќе дојдат фудбалери од репрезентацијата кои што нели ќе бидат промотори на самата кампања и они ќе снимат видео. Се надеваме на поддршка од скрин телевизорите на City Mall, Eastgate, Diamond и Телеком на плоштадот, каде што оваа порака што ја кажуваат фудбалерите да ќе се промовира. Сметам дека исклучително добра кампања која што се спроведува нели во големите лиги, како што гледаме Ла Лига, Калчо, нели имаат пораки за расизам, ксенофобија, недискриминација, така да сметам дека ова е супер активност која што ќе допре до младите спортисти, дека не треба да има дискриминација во спортот, дека треба да има толеранција, фер плей, дека тоа е игра и дека нели треба сите да уживаме во неа. Така, тоа треба да го има на секое поле, и во полето на музиката, и во полето на политиката. За крај имам уште минутка, порака до нашите гледачи, Анета. Порака, слушајте убава музика, бидете среќни со тоа што го правите, живеете го животот бидејќи е еден и не мислете лошо на никој. И не правете лошо на никој. Баш убаво кажано. Господине Лукровски, вие што би порачале на самиот крај? Јас да искористам можноста да упатам порака до моите, нели, во функција на мојата функција како градоначалник, до моите сограѓани, Карпошани, пред се добро здравје во духот на ова што го кажи и Анета, меѓутоа да упатам и порака да бидат спокојни. Овие денови најактуелни се до мене дојавите околу осветлувањето улично. Затекнав една малку комплексна ситуација во тој дел, меѓутоа веќе ги доведов. Да бидат трпеливи, значи да бидат само малку трпеливи, во добар дел го вративме осветлувањето веќе вчера и завчера,
кој настана во проблемот во изминатата недела со сметот, координираме со градот онаму каде што они не стигнуваат, ние надополнуваме во секојдневна комуникација, сме малку трпение. И се ќе биде како што треба. Ќе биде во Карпеш се како што треба. Супер, ви благодарам многу на сите тројца што дојдовте, ви посакувам здравје, љубов и се гледаме за убави работи.